Градската депонија во континуитет го труе Штип, обвинија денес на пресконференција од ВМРО ДПМН. Во истата не се спазуваат основните законско утврдени норми за одржување. Таа се третира како обично ѓубриште, каде секој може да влезе и да ја запали. Јавното предпријатие ИСАР не врши примарна селекција на отпад. Целиот отпад завршува на овој простор, се одлага и нема дневна покривка со земја. Поради тоа што на депонијата нема чуварска служба, таа е оставена на милост и немилост на секојдневните 20 до 30 посетители. Дали тие или некој друг ја пали и го зголемува и текако огромното количество на опасни PM честички, ќе оставиме да одговори јавното предпријатие ИСАР. Депонијата од 2017 година до денес неконтролирано се шири, создавајќи опасност од загадување на почвата и на подземните води. На ова реагира од општина Штип. Општина Штип и Министерството за животна средина се во завршна фаза на подготовка на проектна документација за затварање на постојната санитарна депонија и изградба на претоварна станица за отпад за општина Штип согласно сите европски стандарди и директиви. Во планот за јавни набавки на јавното предпријатие ИСАР за оваа година се обезбедени средства и е планирана санација на пристапниот пат до самата депонија. ИСАР има ангажирано компанија која редовно врши чистење на депонијата. За разлика од ова, за 8 години владење, ВМРО ДПМН во одржување на депонијата не инвестираше ниту денар, освен што во 2017-та пред локалните избори склучи штетен договор за набавка на булдожер во вредност од 3,5 милиони денари. Истиот во ИСАР е донесен во неисправна состојба и никогаш не беше ставен во функција. Ова раководство успеа на добавувачот да му го врати неисправниот булдожер и на граѓаните на општината да им заштеди 3,5 милиони денари.